Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Тоа е запишено во Јован 3 глава 16 стих. Мојата денешна тема гласи, почитувани слушатели, што ќе се случи со оние што никогаш не слушнале за Исус Христос и за Неговото Евангелие. Дали Бог ќе ги осуди таквите кои никогаш не слушнале за Него? Според Библијата знаеме дека сите луѓе се одговорни пред Бог за своите постапки и за своите дела, без оглед дали имаат слушнато за Него или немаат слушнато. Библијата вели дека Бог јасно се откри на човештвото преку неговите созданија и преку природата, преку се што сме обкружени. Тоа е запишено во Римјаните 1 глава 18 до 25 стих. Овие стихови се познати и затоа ќе ги кажеме денеска и кои што гласат вака. Зашто Божиот гнев се открива од небото на секоја безбожност и неправда на луѓето, кои со неправдата ја задржуваат вистината. Зашто ним им е познато она што може да се знае за Бога. Бог им го јави тоа. Па и неговите невидливи својства, неговата вечна сила и божество можат да се согледаат од создавањето на светот, наблюдувани преку творбите. Па така, луѓето немаат изговор. Зашто иеко го познаа Бога, тоа е многу важно, зашто иеко го познаа Бога, преку својот интелект, не го прославија како Бог, ниту покажаа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи. Зборувајќи дека се мудри, станаа безумни и ја заменија славата на нераспадливиот Бог со слика слична на распадлив човек, на птици, на четвороножни животни и на лазачи. И затоа Бог ги предаде според желбите на нивните срца, на нечистота, така што сами да ги обесчестат своите тела во нив самите. Нив, кои Божјата вистина ја заменија со лага, и му се поклонуваа и служеа на создавањето, место на Создателот кој е благословен довека. Амен. Исто така Бог ја всадил и вечноста во човечките срца, според зборовите на Соломон, запишано во Проповедник 3 глава 11 стих. Проблемот е во тоа што човечкиот род е грешен. Толку грешен, што секој човек сака да бега од Бог и да се бунтува против Бог. Сите ние го отфрливме ова знаење за Бог и станавме непријатели против Него. Без оглед на Божјата милост, Бог дозволува на таквите и нема да ни го скрати или да им го скрати бунтот и грешните желби, доколку сакаме да ги извршуваме. Но со тоа тој ќе не поучи и научи да сватиме колку е бескорисен и несреќен животот одвоен од Бог. Ова ќе им го потврди на сите што го отфрлаат Бога. Всушност проблемот не е во тоа што некои луѓе не слушнале за Бог, туку проблемот е во тоа што тие го отфрлија она што им е откриено во природата и во создавањето од она што сме обкружени. Кога луѓето го гледаат сонцето или месечината, звездите, наместо да кажат колку е Бог мудар и силен, тие велат еволуцијата го создала тоа. Тоа случајно се создало. И токму тука е проблемот. Во 5 книга на Мојсеј, 4 глава 29 стих е запишано: Таму ќе го бараш Господ својот Бог и ќе го најдеш ако го побараш со сето свое срце и со сета своја душа. Еремија токму тоа го цитира во неговата книга, велејќи: ќе ме барате и ќе ме најдете, зашто ќе ме барате со сето свое срце. Тоа е запишено во Еремија 29 глава. Овие два стиха ни покажуваат важен принцип,
а тоа е дека секој човек кој што вистински го бара Бог, ќе го најде Бог. Тука не навлегуваме на прашањето дали е избран некој или не е избран. Туку Библијата само нагласува дека барателите ќе го најдат Бог. Ако некој навистина сака да го запознае Бог, Бог ветува дека на таквиот тој ќе му се открие и ќе биде најден. Но сега се појавува и друг проблем, а тоа е дека луѓето всушност не го бараат Бог. А веќе знаеме и рековме дека грешната природа во нив ги прави да бидат бунтовни против Него. Кога луѓето не го бараат Бог, нивното разбирање за Бог е замаглено и затоа се предаваат на идолопоклонство и секако вид на зло. А сатаната, нашиот непријател, тоа го користи и затоа во 2 Коринтјаните 4 глава 4 стих вели: зашто Богот на овој свет им го заслепи разумот, за да не ги осветли светлината Христова, Евангелието. Во Римјаните 3 глава 11 стих и потаму вели: нема никој праведен, нема ниту еден, нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сите застранија, сите заедно станаа неполезни. Нема кој да прави добро, нема ниту еден. Нивното грло е отворен гроб, измамуваат со езиците, змијски отров е под нивните устни. Устата им е полна со клевета и горчина. Нозете им се брзи на пролевање на крв, запустување и беда се по нивните патишта. Тие не го познаваат патот на мирот. Нема Божи страв пред нивните очи. Луѓето за жал го отфрлаат знаењето за Бог што е присутно во делата на Божјото создавање. Исто така го отфрлаат и она што е запечатено во нивните срца, уште од самото раѓање, односно вечноста, и наместо тоа одлучуваат да ги обожуваат созданијата. Каменот, дрвото, звездите, месечината, сонцето и се што е создадено. Изгледа нелогично да се расправа за Божјата правда, која што ги испраќа луѓето во пеколот за сите оние што не веруваат, а немале никогаш можност да го слушнат Евангелието Христово. Луѓето се одговорни за своите постапки пред Бог, за она што Бог им го открил. Библијата вели дека луѓето го отфрлија ова знаење, така што Бог е праведен во тоа што ги осудува за во пеколот. Наместо да разговараме за судбината на оние што никогаш не слушнале, ние како христијани треба да дадеме се од себе, за да бидеме сигурни дека ќе го слушнат Евангелието. Но сепак се случува мнозина да немаат можност да го слушнат Христовото Евангелие. Ние сме повикани да го шириме тоа Евангелие меѓу народите, меѓу сите народи, зашто Исус во Матеј 28 глава со заповед им рече на апостолите. Тогаш Исус им се приближи и им рече: дадена ми е сета власт на небото и на земјата. И така, одете и направете ги сите народи мои ученици, крштавајќи ги во името на Таткото, на Синот и на Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И еве јас сум со вас во сите денови до свршетокот на светот. Амин. Фактот дека луѓето го отфрлаат знаењето за Бог, кое се откри во созданието, треба да не мотивира да ја шириме добрата вест за спасение преку Исус Христос. Специјалното откровение, бидејќи Исус Христос е специјално откровение, посебно откровение. Бидејќи општото откровение преку создавањето не е доволно за да се спасат луѓето. И затоа на човекот му беше потребно специјално Божјо откровение, а тоа е Господ Исус Христос. Само со прифаќање на Евангелието на Божјата милост преку Исус, луѓето можат да бидат спасени од своите гревови и да бидат избавени од вечното одвојување од Бог во пеколот. Ако случајно се дрзнеме да прифатиме дека оние што никогаш не го слушнале Евангелието се спасени според Божјата благодат, ќе имаме ужасен проблем, голем проблем.
Ако луѓето кои никогаш не го слушнале евангелието се спасени, треба да сме сигурни дека таквите никогаш не го слушнале евангелието за смртта на Исус. Во тој случај најлошото нешто што можеме да го направиме е да го споделиме евангелието со некого, бидејќи така и така се спасени тие што не слушнале. Зашто ќе испадне дека споделувањето на евангелието со некого е лоша варијанта. Подобро би било никој да не слушне и на крајот сите ќе бидат спасени. А дали е така? Ако тоа се случи, тој или таа, ако го слушнат евангелието, ќе бидат осудени што го слушнале евангелието. Во друг случај, може црквата и Божите слуги да кажат: ајде да не им проповедаме на луѓето, за да не слушнат, бидејќи кога не го слушаат евангелието, ќе бидат спасени. Но луѓето кои не го слушнале евангелието морат да бидат осудени. Во спротивно ќе нема мотивација за да ги евангелизираме. Зашто на таквите го зголемуваме ризикот со тоа што ќе го споделиме Исус Христос со нив. Ако не го споделиме, нема да бидат осудени за во пеколот и ќе испадне дека проповедањето за Исус е лоша работа, зашто претходно, додека не слушнале, биле спасени, затоа што никогаш не го слушнале тоа евангелие. Но заповедта на Исус гласи вака: одете по целиот свет и проповедајте го евангелието на секое создание. Кој поверува и се крсти, ќе биде спасен, а кој нема да поверува, ќе биде осуден. Исус сака сите да бидат запознаени и да се спасат, зашто во друг случај нема спасение. Што ќе се случи со оние кои не слушнале ништо за Исус, за Библијата, за неговиот план за спасение? Апостол Павле вели дека тие што го слушнале, а не го прифатиле евангелието, ќе бидат судени според нивното одбивање. А тие што не слушнале никогаш, ќе бидат судени според нивната состојба во која се наоѓаат. Сите луѓе без разлика на нивното потекло се осудени од Бог и не ја заслужуваат Божјата слава. Така што кога некој не го слушнал евангелието за Исус, ќе биде суден затоа што е веќе осуден од Бог како прекршител на Божјиот морален закон. Таквите се судат врз основа на нивната претходна состојба, како грешници кои заслужуваат смрт, кога не го познаваат Бог. Зашто Библијата вели: сите сгрешија и не ја заслужуваат Божјата слава. Зашто Бог не гледа на лице, според зборовите на Павле. Зашто кои сгрешиле без закон, без закони ќе загинат, а сите кои сгрешиле под закон, според законот ќе бидат осудени. Не постојат два пата на спасение. Еден со знаење за Исус, а друг со незнаење за Исус. Па на таков начин и двете категории луѓе да бидат спасени. Не треба да се релативизира спасението. Може и вака, а може и онака. Туку има само еден пат, а тоа е преку вера во Исус Христос и покаяние пред Исус Христос, нашиот Господ. Нему нека му е слава во сите векови, што ни го возможи тоа спасение преку вера во Него. И затоа е неопходно да го проповедаме евангелието на сите народи. Амин.